Начинот кај што се повикува на меѓуетнички судир, каде што се палат националните страсти и се подгреваат меѓуетничките тензии. И во изминативе години, низ пракса и низ донесувањето на законите и низ применувањето на законите, покажавме во оваа држава дека е тоа можно и Македонија е атипичен пример за Балканот во тој поглед. Се разбира дека не мислам дека заслугата за овој пристап и за успешноста на овој пристап му припаѓа само на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За ваков пристап е потребно да се има и партнер од другата страна. И сосема е јасно дека во изминативе години Социјалдемократскиот сојуз во владата коалицираше со партијата за демократски просперитет. И заедно работевме на спроведувањето на овој концепт. Тоа не значи дека за сите прашања имавме идентични гледања. Често пати се разликувавме, дури се судираа нашите гледања. Имавме инцидентни ситуации во овој период во нашата држава и тоа граѓаните добро го знаат. Меѓутоа, тие инцидентни ситуации не се доказ за нестабилност на Македонија, туку напротив. Начинот на кој што успеавме да се справуваме со таквите ситуации покажува дека Македонија има една внатрешна позитивна енергија, една позитивна критична маса која што ја гарантира стабилноста на Република Македонија и во наредниот период. Со други зборови, ставот на Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период беше дури и тогаш кога бројот на пратеничките места во собранието му овозможуваше самиот да формира влада, да го покани најакиот, најсилниот политички субјект на албанците во Македонија, тоа е партијата за демократски просперитет, да учествува во извршната власт, бидејќи нашето мислење, нашиот став, нашата позиција е дека потребно е, нужно е, неопходно е представниците на албанците, политичките представници на албанците во Македонија да партиципираат и во законодавната и во извршната власт. На тој начин и да имаат можност да влијаат во донесувањето на одлуките битни за државата, но исто така и да ја носат одговорноста за спроведување на тие одлуки и за тоа каде и во кој прави се движи нашата држава. Господин Георгиевски, идентично прашање, кои услови се потребни за стабилни меѓунационални односи во Македонија? Па вака, јас можам да ја кажам дека ставот на ВМРО-ДПМН некако политичка партија е многу јасен во тој поглед, дека доколку се дојде до промената на власта во Република Македонија, сите националности во Република Македонија ќе ги имаат загарантирано сите права кои досега ги стекнале во нашата држава и дека сме спремни да разговараме за сите оние прашања кои сметаат како отделни националности дека им недостасуваат во Македонија или ги немаат според европските документи. Спремноста на ВМРО-ДПМН е да се отвори према националностите, посебно може да се види во правењето на нашата коалиција со Демократската алтернатива, која е политичка партија која ми се чини од сите македонски политички партии исклучително отворена према националностите во Република Македонија и една од единствените партии која може да се пофали дека во низините редови има огромен број на членови на националностите во нашата татковина. Значи, ВМРО-ДПМН со сите други моменти зашто ја направи коалицијата со Демократската алтернатива, еден од главните моменти кога влеговме во правење на таква коалиција е да го направиме тој мост према националностите во Република Македонија. Она што и сметам дека националностите во Република Македонија исто така треба да го прифатат тој мост кој денеска го прави ВМРО-ДПМН преку Демократската алтернатива до сите нив. Она што посебно ме загрижува во оваа предизборна кампања е што за жал никогаш во Република Македонија меѓуетничката нетолеранција, дури понекогаш и верската омраза не дојде до израз. Имено зашто се работи? Сметам дека партијата на власт, Социјалдемократскиот сојуз, на еден многу несериозен начин, кога станува збор за партија која владее со Македонија, се обиде меѓуетничката проблематика и верската нетолеранција да ја примени во изборна кампања. Ќе кажам само два примери. Тоа беше моментот на говорот на господинот Тамди Бајрам во Шутка, кога за него стоеше комплетното раководство на партијата на власт Социјалдемократскиот сојуз, а тој тука на ромите им повикуваше: "Роми, немојте да гласате за ВМРО-ДПМН, тоа е партија која ќе дојде на власт, ќе ве прави, не знам, да не ги потребувам зборовите."
Пазите, тоа да го зборува човек, а за него стои државната структура на Република Македонија. Тоа е класичен пример за разгорување на меѓуетничка омраза и верска нетолеранција. Вториот пример. Извинувам, овде има едно правило. Мислам дека фактот што не можеме да му дозволиме право на одговор на господинот Амди Бајрам би и воопшто би било добро да не ги... Ама гледате, тоа е... Поелет, извинете, само како попадна забелешка. Добро, еве, се повлекува, меѓутоа тоа е многу карактеристичен пример, затоа што целото раководство стоеше зад него. Вториот пример е на една јавна институција во Штип, беше напишено смрт на турците, а долу потпис ВМРО ДПМН. Па ве молам, кој граѓанин во Република Македонија може да помисли дека ВМРО ДПМН може да пишува такви пароли, а дотолку повеќе интересно што активистите на СДС после направија фотокопија и во секој ромско мало и турско мало отидоа со ваквите пароли. Едноставно, јас навистина сум зачуден што е на партија која треба да покажува сериозност во секое време. Партија која има чувство за одговорност за оваа држава, затоа што владеела со таа држава, во својот паничен страв дека ќе ги изгуби изборите, се фрли на картата на верската нетолеранција и меѓуетничката омраза во Република Македонија, што јас можам да ви кажам во старт ја одбивам и сметам дека тоа треба да биде една за секоја завршена во Македонија и никогаш веќе таква кампања да не правиме. 3 пати по 1 минута право на реплики поодделно. Господин Црвенковски први. Господин Георгиевски се обидува да одлече дискусијата на друга страна, ја ќе ја вратам назад. Прво, не го кажа Амди Бајрам, туку вие, господине Георгиевски, во една прилика тоа, дека не може со националниот весник и националната куќа да владеат еден турчин и еден влав. На вашите митинзи од првите луѓе на вашата партија беше кажано и од вашиот кандидат за претседател на држава дека ќе ги подсечете канџите на албанскиот орел. На вашите митинзи беше кажано дека во Македонија ќе има толку џамии колку што во Албанија има цркви. И тоа го памети овој народ. Не беше кој знае колку одамна да не се сеќава. Меѓутоа, јас сакам да ве прашам директно за концептот што ние го промовираме и за кој што се залагаме во Република Македонија. Тоа е концептот на соживот и меѓуетничка толеранција. Ние, меѓу албанците, го најдовме нашиот партнер. Тоа е партијата за демократски просперитет. Ме интересира, дали вие имате партнер за таа работа, имајќи во предвид дека господинот Џафери пред 2-3 дена во 2 наврата изјави дека ја преферира соработката со ВМРО ДПМН околу новата влада. Дали вие тој предлог од господинот Џафери го прифаќате или не? Дали е тоа вашиот партнер меѓу албанското политичко тело во Република Македонија? Ете, господине Црвенковски, прво на малите прашања. Јас реков дека со Нова Македонија не може да владе еден турчин влав. Не го реков во таа насока, туку реков дека мене ми е жал што моето национално самочувство го оспоруваат луѓе на националниот весник кој е раководен од тие луѓе. И навистина можем да ја кажем. Точно така. И најотворено ќе ви кажам. Најголемата бруталност во Република Македонија што се прави во Македонија е весникот Нова Македонија, кој е раководен од бајца припадници на националности, една партија која роди и воскресна самостојна независна Македонија да и го спорува националното чувство. Втор пример. Драган Павлович Латас, србин по потекло. Секоја вечер на македонската телевизија го спорува националното самочувство на најголемата партија во Република Македонија. Пазите, тоа е дрскост од одредени националности. Така? И тоа вие го дозволувате во оваа држава. Вие го користите. Вториот момент, сега имам проблем. Може ли 2 минути да ги спојам во една реплика, затоа што останаа прашања? Се извинувам, господине Црвенковски. Господине Георгиевски, ако имате забелешки на некои медиуми, на некои луѓе, спомнете ги по име и презиме. Зашо ги споменувате по националност? Зошто ги споменувате по националност? Господине Црвенковски, затоа што тоа е парадокс во една држава. Не завршив. Не е парадокс. Ако имате став по тоа прашање, можете ги третирате луѓето по она што го прават, а не по она на која националност или на која религија или вера припаѓаат. Тоа е првата работа. Втората работа, вратете се и одговорете на моето прашање. Дали вие, господин Георгиевски, ќе правите коалиција со ПДП-А, бидејќи беше јавно дадена таа понуда? Сега, господине Црвенковски, ќе ви одговорам на сите прашања. Ги спомнавте дека на нашите митинзи се кажани во Македонија ќе има толку џами колку во Албанија цркви.
Оваа изјава беше спомната господинот Владимир Голубовски, а господинот Владимир Голубовски е сега член на вашата влада. Ако не се лажам, советник во Министерството за сообраќај или градежништво, така? Не е така. Така е. Сега, прашањето за учеството на албанските партии. Мене ме интересира едно прашање, господине Црвенковски. Што е тоа што е подобро кај ПДП од ПДП-а? Зарем заборавивте дека ВМРО-ДПМН дека беше во парламентот, ДПА не постоеше ко партија. Нашиот главен конфликт беше со ПДП во тоа време. А околу што беше конфликтот? Вашиот заменик министер за правда прогласи Илирида во Македонија. Вашиот амбасадор во Данска зборуваше дека во Македонија ќе има крв до колена. Така? ПДП беше таа партија која го бойкотираше референдумот, го бойкотираше гласањето на уставот, го бойкотираше пописот. ПДП беше таа која зборуваше за Илирида. ПДП ја формира паравојската во Република Македонија, според која требаше да се убиваат македонски војници во касарните. Вие, луѓето кои беа носители на паравојската во Македонија, сега во вашата влада ги назначувате на директори на јавни функции во Република Македонија. Што е проблемот во тоа? Кои албанци се лошите, кои се добрите? И конечно, што ако направиме коалиција со ПДП? Добра ли ќе биде таа коалиција? Повторно не одговоривте на прашањето што го поставив. Дали вие ќе направите коалиција со ПДП-а? Меѓутоа, мислам дека и кога се избегнува одговорот е јасен. Кога веќе го спомнате Голубовски, ја, ако не се лажам, тој беше подпредседател или генерален секретар кај вас во вашата партија. Дали е иста приказната и за Драган Богдановски, кој беше ваш почесен председател во партијата? Дали е иста приказната со господинот Змејковски, кој што беше генерален секретар на вашата партија? Сакам да ми поставам едно прашање. Тоа е некој посебен ли талент? Да, токму меѓу основачите на ВМРО-ДПМН се пројавува чувството на сомневање во исправноста на погледите на партијата што самите тие формирале. Вие имате во целиот овој период проблем со луѓето кои што ја конституира оваа партија ВМРО-ДПМН токму по прашањето на национален идентитет и определеноста за изградба на оваа држава. Тоа не се луѓе членови на Социјалдемократскиот сојуз, тоа се луѓе од вашата партија, основачи на партијата, луѓе кои што ви биле најблиски, најблиските соработници во континуитет. Ајде едниот бил, како што вие го прогласувате, соработник на ваква или онаква служба. Ајде другиот бил, ајде третиот бил. На крајот се постава прашањето. А вие зашто всушност работите ако целата екипа околу вас што ја формира партијата ве обвинува за политиката што ја водите? Господине Црвенковски, проблемот на расколите во партиите, мислам дека е сериозен проблем и кај СДС. Јас ќе ве подсетам дека вие 94-та година имавте Сојуз за Македонија, па го растуривте Сојузот за Македонија. Ќе ве подсетам дека многу носители на вашата програма и политика ги нема. Фрчковски и Јане Милјовски. Така што чистките и промените во СДС се многу посериозни отколку оние во ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, да се вратиме на прашањето на односот према албанците и албанските партии. Кој го наметнавте? Сметате ли вие дека во Македонија има честни или нечестни албанци? Сметате ли дека има албанци кои се непријатели на Македонија и пријатели на Македонија? И конечно не ми одговоривте. Што е со ПДП? Партија со која вие 8 години коалицирате, господин Црвенковски. Јас ќе ве подсетам на една работа. 90-та година ПДП се согласуваше да влезе во коалиција со ВМРО-ДПМН само со 2 министра. Јас ја направив тогаш најголемата стратешка грешка, не ги прифатив министрите, 20 министри на ПДП. Вие, за да формирате влада, подоцна им дадовте 5 министри. И тоа функционира до ден денеска. Значи, таа концепција ја промовиравте вие. И ВМРО-ДПМН денес нема да дозволи некој да го уценува по таа насока. А јас можам да ви кажам дека првата партија албанска на која ќе понудиме коалиција, ако имаме потреба од пратеници, ќе биде ПДП. И се надевам дека нема да ни се лутите во таа насока. Се извинувам, го отворите прашањето на коалицирањето, иако постои такво прашање, јас би си земал за право да ја продолжите можната реплика на прашањето кој со кого би коалицирал, односно може ли да се формира идна влада без представници од релевантните политички партии на албанците и со кого од нив би коалицирали? Овој момент вие имате право. Се извинувам, ова е дополнително прашање. Не, тоа е исто прашање, меѓутоа го отворивте. Имате право на прашањето. Уште по една минута. Уште по една минута. Па тоа е она што го кажав јас.
Нема да дозволиме овој пат заради некој отпор во ВМРО ДПМН господинот Црвенковски повторно да формира влада. И не ја гледам разликата меѓу ПДП и ДПА, дефинитивно. И ве молам, одговорете ми, што е тоа што е доброто кај ПДП, кога ги имаме сите овие работи, и што е во истото тој контекст лошото кај ДПА, односно по-лошото од ПДП. ПДП е носител на политиката на идентизам во Македонија. Тој обнови таа политика. Тоа се луѓе кои прогласуваа или да седат се ваши министри, амбасадори и заменици министри. Од каде тие етикети? И целиот тој проблем на правење на коалиција отвора еден проблем кој е многу сериозен за Македонија. Во суштина многу несериозен. Господинот Црвенковски си дозволува ВМРО ДПМН ги прогласува за бугарофили. Пред првиот изборен круг ДА беа прогласени за југоносталгичари, ДПА се прогласени за непријатели на државата. Па ве молам, ако три крупни политички субјекти според вас се непријатели по дефиниција на Македонија, кој остана да ја чува Македонија тогаш? Само луѓето околу СДС? Ве молам, немојте да се докажуваме кој е поголем патриот и кој е поголем македонец. Прво, господин Георгиевски, никогаш на памет не ми паднало. Сите оние граѓани во оваа држава што гласале, било сега, во првиот изборен круг, било на кој било избори до сега во Република Македонија за ВМРО ДПМН, да ги прогласам за бугарофили. Нити пак ми паднало на памет за бугарофили да ги прогласам членовите, самите членови на политичката партија ВМРО ДПМН. Денеска јас со вас лично разговарам. Вас ви ги поставува прашањата или со вас полемизирам. А што се однесува до вас лично, имајќи предвид се што имате од ваша страна кажано, напишано, било како изјава, било како став, било како есе и така натаму, без трошка совест, таа тема ја отвара. Околу второто прашање, која е разликата помеѓу ПДП и ДПА? Немам намера да коментирам. Целата македонска јавност има можност ката дневно да ги слуша ставовите и на едната и на другата политичка партија. И самата може да констатира кои се разликите. Ја не говорам дали се некои честни или нечестни албанци. Дали некои албанци ја сака државата на јас, многу едноставно прашање постои. Ние си го најдовме партнерот со кој што можеме да работиме на заедничкиот проект. Тоа е соживот и меѓуетничка толеранција. Тоа е ПДП. Јас само ме прашав дали вие си го најдовте партнерот од ваша страна. И втората работа, ако вие велите дека првата партија на која што ќе понудите коалиција ПДП, вие се што сте кажале на сметка на коалицијата СДСМ-ПДП во изминатите години, едноставно сега го бришите, а вие знаете што се имате кажано на таа адреса. Господа, ги имаме ли право или тоа завршува? Можеме да се договориме джентлменски, ако сакате можеме да го продолжиме. Но, ако не, тогаш, поштувани гледачи и слушатели, уште 30 на минути ќе трае телевизискиот дуел Георгиевски-Црвенковски. При крајот од серијата прашања, едно кое е концентрирано и произлегува, би рекол, условно од слоганите, од мотивите, од мотата на двете партии, бидејќи предпоставуваме дека тие ги интегрираат на еден или на друг начин програмските и политичките убедувања и понуди. Значи, Македонија е соочена со различни спротивставени концепти и опции во низиниот развој. Мотото на ВМРО ДПМН е за промени. Прашањето е, господин Георгиевски, што станува со континуитетот. Слоганот на СДСМ е победа за Македонија. Господин Црвенковски, вие инсистирате на континуитет, што е со промените. Имате право на 3 минути и реплики. Прв е господинот Георгиевски. Така, континуитет. Континуитетот во што го гледаме? Континуитетот може би најмногу го гледаме во ставовите за надворешната политика околу заложбите на новата влада за влегување во Европската унија и во НАТО пактот. И другиот континуитет повеќе го гледаме во процес на оние заложби кои се заеднички кај сите партии, пазарна економија, демократија, граѓанско општество во Република Македонија со реални граѓански вредности, независно судство, правна држава. Тоа е како декларација, присутна во секоја политичка партија. Сега тука гледаме промената. Што сметаме дека тие општи одредби досега беа за претходната влада само декларации,
а ние имаме намера нешто сериозно да направиме. Од тука промените, кога станува збор за промени, бидејќи многу се манипулира и СДС постојано иде на политика на сеење на страф, на психоза кај граѓаните, јас сакам уште еднаш да потенцирам дека промените за кои ние зборуваме не треба да ги плашат националностите во Република Македонија, не треба да ги плашат вработените во државната администрација, кои практично не земаат никаква плата, а се принудени да ги гледаат секојдневно дејствата на нивните министри и заменици министри. Промените не треба да ги плашат пензионерите, работниците, уште помалку стечените работници. Промените за кои зборуваме се промени за создавање на услови за живење во Македонија. Прво, една огромна демократизација, која верувам јас дека граѓаните ќе ја почувствуваат уште на 1 ноември вечер. Еден мал пример за промена. Погледнете ги градовите кај што победува СДС. Никој не излегува да се радува на улицата. Погледнете ги градовите кај што победува опозицијата. ВМРО ДПМН да, целиот град е на улицата. Се радува. Значи луѓето чувствуваат нешто веќе промена на самиот ден на изборите. Тоа е демократијата, тоа е слободата. И конечно најголемите промени кои имаме намера да ги направиме тоа е во економскиот сектор. Независно од различните оценки кои актуелната власт смета дека во македонската економија е се во ред и работите тргнало на добро и тука не треба ништо да се менува. ВМРО ДПМН и да промените токму тука најмногу ги насочуваат. Запаќање со економската катастрофа во која денеска живееме во Република Македонија, создавање на услови за економско живење, расчистување на сите оние закони и прописи чија крајна цел е корупцијата, создавање простор за развој на мали и средни предпријатија во нашата татковина, создавање на услови во секоја една сфера и реално посветување на проблемите во нашата економија. Конечно, тука е нели битката за социјална еднаквост, односно социјална правда, може би е поточен збор, затоа што факт е дека начинот на кој досега се владееше Македонија создаде една страшна социјална неправда, во која имаме мал процент на новопечени милионери, имаме од другата страна огромен процент на сиромашни луѓе и практично ништена средна класа. Едноставно, промените за кои зборуваме се промени за една слобода и за еден економски просперитет во Република Македонија. Господин Црвенковски? Добро, моето прашање поинаку. Вашето прашање да. Победа за Македонија, инсистирате на континуитет, што е со промените? Точно е, ние инсистираме на континуитет, меѓутоа не на континуитет кој што значи статус кво, туку континуитет на и за промени. Впрочем, што ние правевме во изминативе 6 години, додека носевме одговорноста за власта во оваа држава, ако не промени? Се менуваше целиот политички систем, се менуваше целиот економски систем, се создаваа нови државни институции кои што требаше да значат нов атрибут на државноста на Република Македонија. За да се види точно што се е променето, може би треба да се направи споредба на сликата што е денес Македонија и што беше есента 1992 година. И без сомнение, ако се бара зборот кој што најдобро ќе ги отсликува овие збиднувања во овие 6 години, тоа е сушност зборот перманентни промени. Ние донесовме преку 700 закони во овие 6 години за најразлични области. Значи се менуваше целото општество, се менува односите. Меѓутоа, нема среќа, нема напредок. Начинот кај што се